Ете, како што најавивме цело време, имаме денеска специјал во 1-1, така да излеговме надвор од студио и сме во убава црно-бела варијанта денеска, со причина, нели, им благодариме Нарка што ни дадоа каде да снимаме со Калиопи. Токму така. Токму така во овој црно-бел апартман во хотел Арка, каде што сум нивен чест гостин, затоа што да доаѓам многу често тука. Гостите тука си ги носиш? Да, најчесто. Од странство? Да. Ромео е сега тука, така? Роме е тука, неговиот апартман е скроз бел. Замисли. Прво, Тоа е оно и овде. најпрво мислев да снимаме во неговиот, после ми во неговиот апартман, ама некако Сакаше да ќе дреме. му ја нарушевме интимат. Не, и тој дава интервју моментално долу. Таква вие сега работата, добро. Имаше промоција, за тоа ќе збориме понатака, сакам да почнам од нешто како ти е ден, ама не ден овој сега во жижава со промоции со чуда, него ете некој додека си снимаш албум, додека си пишуваш текстови, како ти изгледа еден обичен ден? Шо приш од сабај? Па ја мислам дека ти можеш повеќе за тоа да кажеш, бидејќи беше мој гостин Сум бил. и тоа со камера Много си поминав. во еден ден, еден обичен мој ден, кога беше внук ми кај мене дома. Точно. И кога го помина тој ден буквално со нас, од сабајле до вечер. И го носеше во училиште. Го носев во училиште, му спремав доручек прво, го носев во училиште. И дури и работните обврски ги поминавме заедно со работките мои, со тогашните спонзори, со работници. Значи, кај мене секој ден колку што е обичен, толку и необичен, бидејќи постојат плански работи, жаре, а постојат работи кои што едноставно, како и кај секого, одеднаш кога ќе се створат и сакал некел можеш да бидеш и пријатно и непријатно изненаден. Ама јас некако со тек на време научив да се справам со сето тоа и од обичното знам да направам необично и од необичното да го претворам во едно нормално. Кога имаш течење. премногу работа, премногу нервоза се случува на сите ни се случува, Да. што прво правиш за да се смириш или немаш ништо такво? Па, ако имам прилика, значи да се осамам, седнувам за клавир. Седнувам веднаш за клавир и Што свириш? свирам музика претежно инструментална во тој момент. Не пеам. Класика или не? Па не, обично ста некакви филмски теми, музички, кои што евентуално сама сум ги направила, стекна време. Кога ќе забележам вака наназад гледајќи, јас никогаш не сум пеела туѓа музика, секогаш сум пеела своја музика. И многу ми било тешко и дури сум им била љубоморна на оние кои што умеат и пеат по клубови и странски репертуари, кавери. а всушност кавери, а јас тоа не сум го правила никогаш и ми било некако туѓо, арно, ама од една друга страна пак си има своји предности. И тоа. И тоа. Која те омилена некоја песна туѓа? Ги имам многу, како група Queen, Sting, Eurythmics, Аретha Франклин. Што мислиш за тоа, му го нашле гробот на Фреди Меркјури, читаше тоа? Не. Не знаеше? Јас се зачудив. Сигурно не знам, јас сама знае син ми, тој знае се за Queen. Ги обожава? Обавесно, да. Фреди посебно, а? Да. Вајда. Не, он Брайан Мей го обожава. Со лажите му ги сака. Да, и значи. воопшто група Queen. Одлични се. И мене ми се феворит, Да. Мислам, морам да ти признам. Телевизија гледаш? Многу ретко. Од немање време или од несакање? Од немање време, не од несакање. И кога сум во прилика да гледам некој добар филм или нешто што нема да ме оптеретува. Нешто лагано, комедиичка сакаш да гледаш таква нешто? Не, сакам и драми, сакам. А хорори гледаш? Многу. Озбилно. Многу сакам Сакаш хорор нешто филм. да имаш до тебе за да стиснеш или како се справуваш со оние моменти некога ти скача во отвара огледалце и таму убиецот? Рипаш, правиш, викаш. Ако бегам од тие моменти зашто гледам хорор филм, ги гледам се. Нормално. Нема замизување, нема бегање. Гледам, ама имам пријатели кои што на пример ќе тргнат со мене да гледат и во еден момент дека ги нема. Ги нема толку од нив. Па да, една од нив и мојата менаџерка која што ќе ме запримети дека гледам хорор филм, таа станува и вика: ја имам работа, ќе си одам. И така да, тоа е тоа. Па и ја би ти направил така да ти кажам. Што, не сакаш хорор филмови? Не.
Нема да гледаме, да знаеш. Ако некогаш пуштиш, нема да гледаме. Добро, за тебе ќе набавам некоја лимунада, Нешто такво. љубовна комедија. Дај, Sex and the City, нешто да гледаме. Sex and the City, това е Какви вицеви во опите смеат? смешни. Да! Ама чекај, затоа што има и глупи вицеви, ама исто знаат да бидат смешни. Нели? И мене па посебно ми се драги такви нешто. Кратки вицеви, сакам кои што апсолутно збунуваат и во прв момент немаат никаков смисол, ама како на пример кои се последни зборови на кокошката пред да ја заколат. Кои се? Па како? Гледаш, а има луѓе кои кога ќе им го раскажеш овој виц, стоите да гледат кави, са? Очекуваат после. Ама, добро, имат, ете, мене тоа ми е многу смешно. Одлично. Затоа што јас све визуализирам во мојава глава и кога некој ми раскажува случки, ја веќе го гледам тоа и визуелно и така да Си ја замислуваш кокошката во моментот. Језиво. Оди ме нато. Ти си доста нашетана со работава. Кај си се инспирирала највеќе, кажи ми, кај си се забавувала најдобро? Што значи забава? Забава за мене може да биде и неколку часи проведени во домот на своји најблиски пријатели. Најдобрите забави секогаш се случувале во интимна атмосфера, далеко од очите на јавноста, бидејќи мене ми е малку, како би рекла, тешко да бидам, да си ја доживеам својата приватност на јавно место, онака како што можам кога сум дома или во кругот на пријателите во нивниот дом. Инаку Париз е еден од оние градови во кои што многу често сум си ја наоѓала својата лична духовна слобода, затоа што тамо можам да бидам и жена, и девојче, и да бидам, да го направам сето она во 3 или 4 дена, за кое што не морам ниту пред себе си да си одавам некаков отчит. Можеби затоа што и самиот дух на градот, кој што носи со толку многу приказни со себе и тоа го чувствуваш без обзир во кој кварт на Париз одиш, чекориш. Јас обично секогаш се сместувам во Сен-Жермен. Сен-Жермен е едно прилично уметничко место и во улицата каде што се джез клубовите, таму се наоѓа едно хотелче кое што се вика Ла Перл. Јас стално таму одседнувам. Значи си имаш и фаворит. И така да, интересно е во тие клубови кога ќе влезеш и кој знаеш какви се легенди свирале на тие места. Да. Представува си носи самото себе на приказна и ти си само една трошка прашина во сетата. Прави да се осетиш понизно, ако ништо друго, онака благодарен за се. Да, можеш да се осетиш понизно, а и можеш да се осетиш и многу моќна. Бидејќи па кога чекориш по Шанс-Елизе, мислиш дека си го освоил целото таа место и дека Бонапарта си маршираш тука. Кој што чекори во тој момент. Се е до нас, како ние ќе си го направиме во моментот. Дури ми се случи еднаш кога нема да веруваш, тогаш уште живеев во Базел и беше еден продолжен викенд и заминав на викенд во Париз со мајката која што беше професорка по француски во една школа на моја најдобра другарка. Мојата другарка не можеше да оди за мене си ја прати мајка и бевме навистина на супер друштво. Сите мислеа дека таа ми е мајка. И сега кога баш шетавме покрај Шанс-Елизе, влеговме во еден бар и се испостави дека таа вечер има караоке шоу. И ме набуцка, ајде, пријави се на шоуто и јас пеев Битлс и мислам дека пеев Let It Be. Имаше контест некаков први место, втори место? Да, имаше. Ја не знаев, ама ние се станавме и се заминавме. Ама публиката беше воодушевена и сите веќе почнаа онака да... Ама за мене беше едно ново искуство и еден посебен момент. Опet кај ти се случило да те препознаат и да си речеш кај ме најде, кај ме препозна во ова место? Не знам дали е некој најодалечено, дали некој во супермаркет, ќе ти текне можда некоја таква. Па имало многу ситуации, сега не можам да ги набројам, посебно после Евровизија ми се случуваат многу интересни моменти.
фан-клуб во Бразил, во Парагвај дури, во Ирска, во Москва. Ти пишуваат? Како не пишуваат? Ностоп, моите фанови од цел свет се секогаш во контакт и тоа е многу убава работа. Те ме радува што е тоа така. Одлично. Во Москва имам фан-клуб. Ма, не го знаем. светот бе опиме, царци. Оде правиме мала пауза, италијански работи во Италија се следни, па после збориме со Опи за музиката, за многу има убави работи. Ајде, одиме. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. И во Дебармало, бидејќи немало место, и сме се жалеле ние, еве како се паркираат луѓе во Рим. И после искачање со пајак. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Си ги слушаш твоите песни, да седнеш, да си ги пуштиш, да си го слушаш некој албум или нешто што си работела пред 10 години, пример. Најверојатно да, можам да си слушам, ама обично кај мене оди се многу брзо. Во смисол, многу сме продуктивни и скоро секоја година и пол ден има нов албум. Така да, од аспект на време, не ми е дозволено да се сакам толку многу себе си. Ама дефинитивно би била голема лажга кога би му сервирала на народот нешто што јас не го сакам. Секако можам во секое време да се навратам на стари моменти, на стари песни кои што ги имаме работено. Пази, мене ме прогањаат песни од 80-тите, 90-тите години кои што останале да живеат до денес и нови генерации исто ги пеат. Така да бегањето од тоа би било бегање од себе. Мислам дека е многу убава работа што и покрај тоа сето тоа има некаква различна форма, различен звук. Старото е старо, новото е ново. Душата која што е залепена на таа трака си носи едно свое бреме кое што јас го препознавам. Значи, кога ќе слушам една песна, јас се присеќавам на моментите кога е снимана, како е снимана, што се случувало во мојот живот во таа време, во тие моменти. Тоа е... Секоја песна е живот. Баш така. Сега да отидеме кај тебе во кола, што цедиња ќе најдеме? Различни. Обично се тоа CD-а кои што можам да ги слушам додека возам. Музика која што да. Си барам музика, например, има музика која што апсолутно не можам да ја слушам додека возам, бидејќи приметив до таа мера ме деконцентрира. Заборавам дека сум на пат, заборавам дека возам. Кој тип музика е тоа, Опи? Немој да е добро да зборам. Не се работи за лоша музика, него се работи за музика која што ги окупира моите мисли до таа мера што почнам да ја анализирам. До толку генијална што е, што мораш да се унесеш да... Толку е захтевна, толку е окупирачка и не ти дозволува да се релаксираш. Бохемијан Рапсоди би била таква песна? Пример? Не, тоа би можела да слушам. Тоа би нагазила на... Така. На газ папича. Посебно на солото на Меј тогаш. Тоа е ремек дело. Кажи ми, кога пишуваш текстови, да, ти доаѓа некогаш од нигде никаде инспирација за нешто и седнуваш да пишуваш или тоа си го правиш плански? Тоа е моментна инспирација. Дури не знам дали можеш да го планираш сопствениот живот. Дури тоа не се планира. Ти, знаеш како, обично човек ќе си каже утре морам да го направам тоа и тоа. Ама утре нема да можеш да го направиш тоа и тоа никако. И сега човек се јаде, се ждере, зошто тоа сега не му успеало, ама тој се зацртал токму тој ден тоа да го направи. Не може. Ќе се направи тогаш кога му е дадено да се направи. А мудроста се состои во тоа кога
човек ќе го разбере тој момент и утре кога ќе се разбудиш и не ти успее да ја направиш одредена работа која што си ја планирал, скажеш добро, ова не треба да не завиде, ќе чекам. И јас сум станата опасна чекалица. Сериозно? Аха. Нити се верува, Си имаш нели? троношче со тебе да си седнеш у било кој момент. Не, јас сум една од најимпулсивните и најнетрпеливи луѓе Ја во потврдувам. смисол. Но јас научив да чекам. Што те научив да си научи го на тоа? дочекам. Па ме научи маката на тоа. Ме научи дека мора да има некаков респект и компромис во смисол на она да умеш да го разбеш другиот, да не се трудиш да го менуваш. И единствена прифатиш. работа која што можеш да менуваш во животот е само себе. Ништо друго. Убаво кажано. Аха. Вика, сите работи, за секоја работа постои решение и се завршува добро. Она што не се завршило добро, тоа не е уште завршено. Има уште завршење? Уа. Да. Моќно, ја би рекол. Да. Со која песна си опи најповрзана на било каков начин? Сакаш тоа да ти биде лично емотивно или можеби да те прави весела со твоја зборима? Па од она што ја го имам испеано, најмногу се разбира Бато е песна која што ме има обврзано. Оти нема веќе да зборувам за некое мое лично доживување. Обврзувањето се состои во тоа што таа песна стана синоним за многу туги животи и сега јас не можам тоа да го менувам. Таа едноставно ми има жигосано. А ако јас си ги ставам тука моите лични афинитети, размислувања и доживувања, такви песни ќе бидат како Ако денот ми е ноќ, месечина, не ми го зема времето. Ги сакаш тие песни баш онака искрено? Да, многу. И сега од новиот албум што го промовиравме скоро, тие 10 песни кои што ги направи Ромео, само на една песна сум автор на текст. Да, читав тоа. Да. И тој немаше да го направам, да се прашував јас. Зошто? Затоа што едноставно се му припуштив овој пат нему. Копнев по моментот за наша заедничка повторна сработка и најважниот дел од целата таа приказна беше процесот на изненадување. Значи, кога Ромео ќе дојдеше од Швајцарија со 4 песми, ги снимавме прво 2, па 4, во 3 наврати. Снимавте во Германија, во Швајцарија и тука? Во Швајцарија и тука. И кога ќе ги отвараше песните пред мене, значи ги носеше, јас само 2 песми знаев од целиот албум. 8 други не ги знаев. И кога ќе ги донесеше и кога ќе ги слушнав по прв пат, тоа беше еден момент на... Знаеш, како на мало дете кога ќе му донесеш поклон и треба да го распакува, да го отвара, ќе го испокине од што Да. Ама она што е внатре во поклонот имаше толку убава содржина и толку беше за мене предизвик што веќе следниот ден со нетрпение чекав да влизам во студио и да снимам. Значи, добри играчки носеше, може да се каже. Многу. И овој албум ми е посебно драг. Сите песми од овој албум ми се драги, но тука е таа Милем, тука е таа Мрвица, тука е таа Вучица. За Мрвица ќе го видиме спотот на крај на емисијата, да си знаете вие. А чекај, Ромео ги напиша сите ова, вие прва соработка после 12 години, така? Да, после албумот Обоиме, да. Така. Тоа беше... Прва соработка после Обоиме. Добро, и на Евровизискава, нели? Евровизиската, точно. Евровизиската црно и бело. Да, кој Апартманов. Па да, затоа што мислам дека ако во животот нешто најмудро сум направила или сум имала ситуација која што била предизвик. Морам да ти покажам. Да? Имам такво прашање, која ти е најмудра одлука што си ја направила? Стварно? Ајде. Абе, почна ги кранеш прашањава, шо, ајде. Ајде, прашај, ајде. Збори се ти, ја ќе си... Не, с која? Најмудра одлука во животот која што сум ја донела е
кога ја добив поканата од МРТ да бидам представник на Евросонг. Ни на крај памет немаше да ми биде дека тоа ќе го кажеш. Кога го Сериозно? викнав Ромео Грил, кога ми текна дека апсолутно ми текна. Знаеше. Стално така го чувствав и си реков знам дека МРТ ме повика и како автор и како пејач. Но колку што Евровизија можеше да биде добра, можеше да биде и погубна за мене. Во кој смисол? Едноставно, на многу големи звезди кои што учествувале на таа Евровизија, а ги имало во историјата многу, Да. Евровизија повеќе знаела да им одзема отколку да им донесе. Така да си реков, ми треба повеќе од добра песна. И ја доби? Да. Шо мислиш ти? Извини ти да те прашам сега тебе, шо мислиш ти ја доби? Ја Преку доби. 200 кавери во цел Ја свет, доби. кои што ја пеат црно и бело на македонски. Мене тоа ме уверува дека и албумот го доби. И албумот го добив точно. Тоа ми е втората најмудра работа. Значи, А за цело време опис сакаше да работи со Ро, колку пати ти текна за тие 12 години? На него? Како не е тука да работиме на еден албум или не знам. и нему и на мене секогаш, апсолутно. Ние, и без оглед на тоа што сме живеле два одвоени животи и понатаму секој си го живее својот живот, но ние сме поврзани и како луѓе и како музичари. Дефинитивно сме неспорно е дека како музички тандем сме најсилни. И тоа сме го докажали во 20 милионска држава и тука и сега повторно пак со овој албум сакаме да им возвратиме на фановите и на Македонија да ја добијат музиката која што некогаш сме ја создавале. Бидејќи Македонија таа предност ја имаше веќе 99-та година со тоа што го доби албумот Обоиме. И за кој што Ексиу просторот не знае, многу малку знае за тој албум. Супер. Ми ја спомна Евровизија, морам да те прашам. Кажи. Што мислиш за песната на Есма и Владко или за многу контроверзи се дигна, многу прашина ти си била низ тоа, вајда ги гледаш работи од поинаков аспект од сите нас. Види, контроверзии и прашања и негативности секогаш имало и ке има. Имаше и за мене. Да. Имаше и за мене. Ако треба да се подпирам на сето тоа и да го понесам како некој тежок кофер со мене, тогаш го врвостенат. Јас, например, што направив? Не можам да зборувам за другите, можам да зборувам секогаш за себе. И мислам дека тоа е многу попаметно и многу подоблесно. Затоа што секој има право на свој избор, секој има право на своја приказна. Дури имаше коментари каков требал да ми биде аранжманот до тоа спотот, сите се режисери, сите се продуценти, сите се паметни. Кога веќе работам нешто, треба да си ја гледам работата и да си го работам она што го работам најсовесно и најдобро и едноставно резултатите покажуваат колку е тоа добро или колку не. А да речеме такво нешто би им советувала и на нив да речеме? Види, тоа се двајца изградени уметници кои што секој на свој начин, едниот со многу поголемо искуство и нема говор, другиот е млад кој што има исто создадено и албуми и настапи и концерти, така да мислам зошто јас би требала да делам некому своје искуство. Секој искуство е различно. Секој од нив се знае најдобро што и како треба. Ја можам само на нив да им посакам многу среќа и многу успех на тој пат што ќе го одат сега, затоа што не е захтевен, е прилично захтевен процес и бара многу активност и дружба. Со кој, да речеме, најголем проблем се соочува представников на Евровизија кој ќе отиде? Со пари. Со пари, а? Да, бе, тие пари, бе, Не. пусти биле. Не, има тука повеќе. Види, јас мислам дека најголемиот проблем е секогаш да се одбере вистинската песна и да се одбере вистинскиот начин како да се представи земјата. Ми се олесна многу по однос на тоа што можев креативно да бидам слободна и да на возврат на моите искуства и кариера, да можам да кажам тоа е она што сакам да го отпеам
И фала му на Бога што Рома беше тука да го сподели со мене целиот товар и да превземе одговорноста заедно со мене. Затоа што немаше поубава работа и поубав момента до некога застанав на првата проба генерална во Кристалната дворана и кога отпеав Црно и бело. И од тој момент мислам дека Евровизија почна со мене. Тоа беше момент за паметење. Имаш фотографии сигурно. Многу. Знаеш да се навратиш никад? Јас ќе речем на... Знаеш како? Кога е нешто убаво, кога е нешто убаво, не мораш ни да му се навраќаш. Тоа е стално тука, тоа те прати и мислам дека за моја голема среќа Евровизија ќе остане еден убав спомен за мене. Има ли Што би рекло мишен акомплиш, значи тоа што сакавте, тоа си го остваривте. Така е. Сублимат ако се да. Па сублиматот е дефинитивно дека Македонија беше представена во едно убаво светло. Одлично. Ајде правиме пауза, трите работи што не сме ги знаеле за Калиопи ги гледаме и се враќаме со интервјуво. Помалку ќе свириме, да. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. Абе, сакаш да спортуваш и да водиш здрав живот? Па ти треба да наполниш 4 чаши со броколи, за да добиеш калциум колку една чаша млеко. Млекото е закон, беј! Закон е како ти викам. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. Што го вртам јас со едно друго, ќе си направам па фирма градежни. О, директоре. Здраво. Како е? Добро, Жарко. Ќе почнам градежна фирма, да ви кажам право. Како се привлекуваат луѓе да купат стан на саем? Овде нема жаре тактика, овде Добро. треба да направиш квалитетен елитен продукт, производ, дали е тоа елитен стан на добра Локација положба, убава, локација, аха, например Скопје, убава локација да биде, Така. да биде изградена асеизмички зградата, Значи да биде енергетска ефикасност, да биде добра изолација, Сигурна, ефикасна, со добра екоградба. локација. Така да во тој смисол нема како ги примаме. Веќе купувачите знаат што бират, што купуваат. така. Пример, еве, ако дигне кредит, ние даваме првите 3 месеца субвенции према купувачите. Првите 3 години Ако подигне. ако подигне кредит, првите 3 години место 5,8 или 6,1% камата, Добро. плаќа само 3,2. Пак има место и за друг кредит да си И земам. се уште повеќе да ви кажам, има нови купувачи што патуваат за Дубај. Знаеш, Дубај прв пат го видоват. Ама тука не застануваме. Кој Туку? купе стан Добро. на саемот за овие 5 дена, има дополнителен попуст. Баш на све она Абе кредити на е себе, човекот кој иде оде од тежина, од погодности, од поволности. ништо, не отварам, не слушай, отварам бит, да? Тоа е, сите се радосни, вика. Абе, така Таква е. вика, како мислиш да е нова година, како Дедо Мраз да е. Не отварам бизнис, виж, ќе си купам јас стан. Боле ми е. Не, не. Значи така ви е. Не отварам сакате бизнис. ефтин стан. Не отварам Добар бизнис. квалитетен. Не отварам ништо. Така. Колку и да е во теснет со времето, Калиопи никогаш не излегува од дома пред да си ги среди сите своји работи и да ги стави на своето место. Да им стави чиста вода на незините миленичиња Беба и Луна, да си го запали кандилцето и најважното, да провери дали го изгаснала шпоретот. Иако е гурман, од јагнешко бега ко луда. Во никој случај не сака ни да го помириса, а камоли да го јаде. Како што ни кажа незината пријателка и менаџер Лорета, Калиопи никогаш не тргнува на пат ако колата не е цаком паком чиста и го избегнува вторникот како ден за патување. Опи, во кој момент свати дека можеш да бидеш стварно голема звезда. Бидејќи си Златно Славичи што таму 9 години пееш. Ама сигурно тоа не си мислела или си мислела можда? Ја ќе Знаеш станам кога голем. нема да веруваш. Сеќавам беше роден ден на сестра ми. Корнелија е 5 години постара од мене. Уште живеев, кичевав некаде 5 години
Корнилија имаше 9 или 10 роден денес. И имаше двајца браќа близнаци, Мики и Боро Килибар, во незиното деление. И сега дома мајка ми спремаше цело деление, скоро и беше викнато на роден ден и да дојдат закуска, све. И јас како прцул од 5 години чекам да видам што ќе се случува. И следниот ден, откако се замина, она ги распакуваше поклониве, другарчињата што ги доведе. И кога го отвори погледот на Мики на Бора, и ја вади плоча, една мала плоча беше на Силвана Арменулич. Сеќаваш Силвана Арменулич, срам да ти е жарен. Ми е Немаш појма, искрено. ако не знаеш која е Силвана Арменулич, песната која што и беше голем хит на тоа време, она пеше песна на Тома Здравковиќ. Тома Здравковиќ, Добро. наш легенда, исто Така. како нашиот Јонче Христовски во Така. Србија, таков поиме Тома Здравковиќ. Имаше еден голем хит, сега кој ќе ти го запеам, одма ќе знаеш кој е. Ајде, може ќе го довршам. Ќе ми живот. Без тебе, добро. Така Абе, де. каква генерација сте бе? Знаете песна, не знаете пес. Ајде де. Шта ќе ми живот без тебе, драги, ка другу љубав не желим да имам. И ја носат за роден. И ја носат сестра ми која што слушаше рок, хеви метал и така. И она кога почна да плаче, што ми златовија двајца за мене. А јас жива срекна, ја зимам Да не ги плочата. симпатишала она нив. Некој од нив. Не, беше заљубена во друг, ама не е важно. Добро. Леле ќе му убија. Леле, ако го гледа интервјумо, ќе Ништо, видам. па носи ја негде кој ќе оди емисијата, носи ја ти. Ајде одиме. И ја гледам, али пази, ја гледам плочава. Силвана Арменулич беше поим за убава жена. И она во еден менич, така еден брокат на плаво удираше, хаљеница, со еден израз, еден длабок деколте, но со вкус. Така де, Со така, вкус. така. Но доволно Јас ја провокативно гледам предпоставувам. плочата и велам, ваква сакам да бидам. Зошто? Заради деколтето. Пуста желба, само желба остана. И... Но јас во тој момент многу ја засекав таа песна. Многу бев тажна кога погина Силвана Арменулич, многу млада и она и сестра во сообраќајна несреќа. Голема пеечка. И иако тоа не беше музиката која што се совпаѓаше со моите вкусови размисли, без обзир на тоа јас ја засакав таа песма и ден денеска знам да си Знаеш запеам. да си ја запееш. Дури на концерт некогаш се зафанувам и Така да ги малку? збунам, да, ама тоа е еден момент баш интересен. Да. Но во секој случај, во тој момент едноставно знаев дека еден ден ќе бидам она што. Си рече, уште од малечка. Уште од како сум родена. Не, се шалам. Едноставно, со Златното славиче можеби и првиот момент кога почувствував што значи сцена, што значи да се пееш биде пред- пред широка аудиториум, пееш на публика, си на телевизија во новини. Не сакав интервјуа да давам тогаш. Тоа ми беше најмачно. Знам дека ги малтретирав новинарите, велев, чекајте малку да изедам четврт бурек. Па после ќе правиме интервју. Како овие што се млади сега, Майли Сайрус, како се викаат тие другите? Кажи некој од тие децата звезди. Хана Монтана. Хана Монтана, да. Тейлор Свифт, тие се Тейлор такви целите, Свифт и- ете. Да, она е Хана Монтана е... Ти таква си била изглед. Па, да, Хана Монтана, Мала никогаш звездичка, кога ја така. гледам, не бев јас звездичка, јас напротив бев многу антизвезда тип. во како антипод мала. на овие. Јас сакав само да ми дадеш да си пеам и да си бидам слободна. Тоа е во тоа што рокерски го дух, работам. да ти кажам. Друго не ми беше толку важно, другото се потресува другите околу мене. И мислам дека токму заради тоа успеав и да обстанам толку долго време без да се разболам. Да, знам зашо збориш. Многу ми е интересен моментот со тоа што не ќе одбиваш да знаеш ни едно прашање не те занима пред интервју, тоа Не, ми е не многу сакам, супер не сакам. и тотална реткост. Од кај тоа така? Па тоа е така затоа што сватив дека ме убива во старт моментот кога ќе дојде новинар, ќе каже, сега ќе ви кажам кои прашања ви... Не сакам да знам. Сакам
да бидам во моментот додека разговарам, ми се убива природноста. Да. Не ќе го очекувам прашањето, а многу сакам исто како и кога Рома ќе ми ги донесе песните и прв пат ќе чујам песната. И кога Спонтано и убаво. Да. Те така. Кажи ми, а твоите како реагираа кога ја слушаш, кога си ја пееше по дома, шта че ми живот им викаше јас ќе бидам ваква. Не Не, зборав јас многу со нив за тоа. И тоа е една шта че ми живот. Не викаше ја ќе бидам пеачка, нешто така. Но ни тоа им беше јасно уште 3 години знае, кога имав, затоа што јас се што ќе чуев на телевизија како песна Джингл мал нешто. Јас одма веќе следниот момент јас тоа го Сонг, кавер. Калиопи кавер. и така да веќе беа навикнати. Моите дома во суштина никој пат не биле оптеретени со мене. И тоа е еден многу убав момент, дури напротив го демфувале тоа чувство кај мене во смисол, затоа што веројатно знаеле колку е силно и колку е реално и го прифатиле тоа како така. А постоел некој музички бекграунд во фамилија, некаков нешто имало наговестување дека можда некој ќе сака да биде музичар? Не, сите се музикални. Сите Ама се нема некој што музикални, сите професионално пеат убаво. немало? Не, дедо ми мој на татко ми мајка, на мајка ми татко, пардон. Така. На татко. На таткото мајка? Значи, дедо ми не може да биде мајка на татко ми. Добро. Модерно Значи, време, ама не било тогаш што. На мајка ми таткото, дедо добро. Киро, тој свираше прекрасно виолина. Виолина? Браво. Преубаво. Значи, Знаел да те успива со... не будеш. Ќе дојдеш од Сабајле, ќе има кафе, пиење со мама и пред да заминат на настава, тој беше директор во школата каде што мајка ми супер. предаваше. И сеќавам ќе ја извадел виолината од куферчето и ќе почнаше да свири и така се будевме. Шубаво. убав Немаше ниту едно будење, до сега не било поубаво тоа будење. Така да немало никој кој што професионално се бавил со музика, јас сум првата во фамилија. Пак. И многу ми е криво што поголемиот син на брат ми, Панди, кој што исто пееше на Златно Славиче пред многу години, не продолжи, не направи ништо во сфера на музиката, затоа што тој е единствениот кој што го има мојот глас и мојот талент. Повеќето луѓе имаат некако си пресвртен момент од тинејџерство во некоја си зрел период од животот. Знаеш, кога више сваќа дека и не треба ја животот да го поимам толку како зезање. Сепак треба да бидам малце посериозен. Дали твојава транзиција била така малку порано од другите? Дали ти порано си созреала, да речем, баш ради тој талент, внимание од страна и такви некои работи? Па да, кај мене е еден обратен процес. Јас морав порано да пораснам, а кога пораснав, почнав да си го будам детето во себе. И мислам дека е тоа клучниот момент, или би рекла во превод, спасот мој, да останам нормална, жива и здрава во овој наш полусвет. Затоа што јас често велам дека шоу бизнисот е полусвет. Но секогаш има една убава песна на Јосипа Лисац на албумот Дневник едни љубави, каде што вели и у мраку кад никне диван цвиет. Умеам да пронедам сродни души и луѓе со кои што вистински можам да споделам, а му припаѓаат на светот во кој што јас работам. Има и такви. Има. Има како Има. не. Точно. А имаше многу да одворувачи како млада? Не можев да имам многу млада. Заминав од дома, се омажив за Ромео, така да нема шанси да ми се удварат. Тие што имале во предвид да ми се удварат, сега ги среќавам и велат, абе таман порасна, таман мислевме да и топ, следниот ден описи отишло од дома. Бегуља. Така да бегуљата замина и мислам дека многу е убаво денешен агол кога сите тие мои некогашни другари или потенцијални одварачи ќе ги сретнам денеска и ми раскажуваат за нивното гледиште од тоа време на мене. И колку тоа е убаво.
Ама не се кери имам денеска, многу повеќе од тогаш. Има? Аха. Еј, дај кажи ми, ние имаме на рубрика во емисијава се вика пуштање или начини на кои не треба да се додворуваш на девојка. Слушај, има работи кои што дефинитивно, доколку би ги открила сега во твојава емисија, утре не би ми пришол никој. Деве, нема шанс. Не, се шалам. Не сум имала искуства кога обично, види, многу е важно моментот дали некому ќе му дозволиш да ти приде и колку ќе му дозволиш да ти приде. Тотално си во право за тоа, не велам не. Не е веќе моментот кога некој ти пришол па што ти рекол. Кому треба да му дозволиш да дојде до моментот за да отвори уста и да каже нешто, тоа е веќе битно. Затоа јас немам такви искуства, но не сум ни во таа позиција да зборувам бидејќи мене ме прати една друга приказна ни животот и сигурно е многу потешко маж да се осмели да му приде на некој како што сум јас. И тоа е добро така. Пред да одиме со рубриката, мал совет до девојчињата. Една реченица. Што би им советувала на девојчињата? Што би им кажала Калиопи? Ја повеќе би се свртила кон мажеве, на Кажи им мажеве на не мажите. советувам. Кажи им на Девојчињава мажите. се сноѓаат, Кажи мажеве им се на мажите. некако ко загреота. Мене ми е повеќе жал за мажеве. Така, нели? Мене за мажеве ми е многу повеќе Што треба жал. да направат? Жената од раѓање и трица, она знае да се знае. Значи малце да се промукират и мажеве треба. Па не, види, клучен проблем е тука, посебно кај нас во Македонија, дека тој женско-машки однос е просто тотално занемарен. Значи, ниту мажеве знаат да се удварат на жена, ниту женава знае веќе да биде жена. Ама, она што е најважно кај младите е да бидат поотворени, емоционални, да не се плашат од Поискрени. емоција, поискрени во смисла... Така бе, опи. Леле, се закашлам. Ако таква ни моментот ни е жесток. Ако. Чекај. Сега да ти чекнам. Не, помислив. Чекај се напред да не кажувам нешто лошо, па сега да не... Добре. Сакам да кажам следно, дека ниту машките имаат храброст да бидат до крај свој и да го застапат принципот на што се вика супериорност. Жената сака кога мажот маша, ама никога и да владее со ситуацијата. Джентълменска супериорност. Ова го измислив во моментов. Од друга страна, ќе отидеш во Италија, ти снимуваат и звезди од небо, и планини, и долини, и реки, и мора. Нема ќе ни отидат сите жени во Италија, не им кажувај. Па не, 3 сати пред Кажи тоа лошо дека е. Ма не, он се спремал 3 сати пред огледало повеќе од мене. Ја ниту сад нема да се спремам. Така да, не знаеш кој кого повеќе сака, дали, ама во секој случај се е тоа игра, се е тоа убаво секој самиот да си го открие до правил и принцип. Јас барем сум била така воспитана. Се сеќавам татко ми кога ми испраќаше со екипата прв пат во Патија. Сега баш на Златна Бубамара кога излегува група токму така. Добро. Бубо Каров со неговите стари членови на токму така. Тие членови во групата свираа во тоа време на рок фестивалот во Патија, во деновите на Опатискиот фестивал. И беа задолжени од продуцентите на македонската делегација да ме отпратат во 9:30 мене во соба, во хотел. Зошто? Затоа што татко ми, Панди, кој што беше здрав и требец, се сите околу, бидејќи неговото дете беше малолетно, а го пушти во шоу бизнисот, вака ги испраќаше на аеродром. Вие вамо дојдете. Сега го гледате дете во мај, вие да, Панди, го гледаме. Кога ќе се враќате од Опатија назад, ако му фали загледате губа. Ако му фалит и едно влакно на глата, вие не снимувајте со од авион. Боим каша. Така ми испраќаше, а јас се разбира, ја бранев честа на фамилијата и бев многу примерна, вистина, бев добро дете. Беше, а? Добро е, добро. И кога ќе отидев таман си се симнал во тоа парче, по тоа парче ниво каде што ги собрале сите можни југословенски звезди на едно место, ти гледаш и не можеш да се нагледаш. И одеднашка некој ти тропка по рамето и вика: Калиопи, ние мора да ти спратиме во хотел.
И тогаш во тој момент си кажа, бе тато. Како можеш ова да го направиш? И така. Сега одиме, ајде, со пуштање и последниот дел од интервјуто, ама и најинтересно е, да. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so Сакаш да доведеш гранка на семеното стебло? I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling. Што мислиш за македонска музика од аспект дека нови звезди некако нема брзо се гасат како да ги снемува едноставно? Дали немаат поддршка од медиуми? Дали нема пеачи? Дали нема песни? Што е работа? Ни фалат, буквално работата некако. е во нашиот менталитет и во ова ново време кое што носи не квалитет самото по себе во По смисол дефолт, на тоа да. дека една вредност се гради и не се спечалува преку ноќ, како што и една кариера не се прави преку ноќ и не се задржува сигурно на таков начин. Многу одрекувања, многу работа и многу волја бара оваа работа. Но пред се да се знае секој пат понизно дека никогаш не си успел. Доволно од она што успехот сам по себе го спори. Мислам дека јас ќе бидам исклучок во ова, дека преку ноќ ќе станам музичка звезда. Ај, ако може гитарата. Имам една песна направив. Па, Песма направи. да, па да ми ја оцениш. Ако сакаш и вклучи се како бек вокал, можеш Песма слободно. направи. Да, еве сега ќе ја видиш. Сакаш да ми кажеш дека ќе стартуваш со музичка кариера? Да, еве сега ти свирам. Вака викам. Вајде се слуша, а? Добро. Значи, се мислев за што да пишувам, нели? Ја гледам сега политичкава ситуација дека Штефан Филе дојде да ги помирува заострените, завојуваните Филе? страни. Да. Тоа звучи влашки. Може да е Влад Филе, од кај да знам. Да, Штефан Филе, тој е, што е Филе? Леле кјути, не? Еврокомесар. Да, ако не е доле во моментов читате дека не е. И јас напишав песна за Штефан Филе, бидејќи нели сите, цела јавност знае за тоа и си мислам дека ќе ми биде Се брз надевам пат. не компромитирачка песна, ма Не, не после. воопшто не. Не. Сакаш да ја чуеш? Хајде да чуем, Сакате и вие да ја молим те. чуете? Ајде, оди вака. Мора да знаеш една работа. Многу често почна да доаѓа Филе во Македонија, да ги умирува. Стварно? Да, и апропо тој муабет, слушај го. И вклучи се слободно ако сакаш со... Те чуем. Секој вторден иде, нема дерман да се земе. Вика шо правите луѓе избори да ти нема време. Бранко и Грујо везден еден на друг си играат иле. Нивки ги кара ке им се лути Штефан Филе. Не е Супермен, Бетмен, не е ниту Пурковски Циле. Завоевни вика дека печени сме биле. Но последно време сме играле многу циле, миле. Го знаеме тоа и без да ни кажеш Штефан Филе. Леле, песнава хит ке ти биде. Филе. Има уште. Има уште. Затоа сложно сега, ко прави браќа рака за рака. Бранко и Грујо ќе решат се што треба без многу мака. Тој е многу убав, безброј жени кај него биле. Сите ќе паднеме на шармот. Чив, на Штефан Филе. Многу му е комплициран рефренот. Не, јако е дека... Камо ти е деколтето? Еве го. Песнава, ја би ти направила нов текст. Може. Само нека се задржи наместо филе ке пиле. И нешто со пиле Може. да биде. За девојка е. Ја викам Пиле, као Па ете, Демек. многу. Сакаш веднаш да во направиме? Музика, политика не влегува. Одма да ти кажам добро. тоа, одма вака. Значи, Ајде, се брзо. снимаме. Значи, грешка Ајде за број Пиле 1. нешто.
Политички текстови, мислам, песни со политички содржини се прават за избори. Избори. Така, ти не одиш на избори, Ја така? немам намера на избори. Ја, бога ми мислам да идам. Ти како? Значи, политички содржини не ти доаѓаат во предвид. У музиката народот сака да си слуша лесни рефрени. Ајде вака да Ајде видиме. за пиле. Што би направиле од прилика? Секој втордан и да нема дедлан да се земе. Вика што правите луѓе? Жена ми иде и нема време. Браво, добро. А моите везнан еден на друг се ферлат и си играт иле. Така, добро. Лесно Не, не може ќе аз ги да ти скараш, кажам. ке им се лутиш. Не, не. Млаѓа моето пиле. Да, или ова, ај, Кажи, мелодијата ти ја сгреши. Овде знаеш како е? Кажи. Демек нешто е као и мене ми е криво зашто цело време си играме иле. Сега демек ќе ти се извинам, дали ќе ми простиш Ајде, повтори. мое пиле. Па нели прегаска ме праша како треба да се одвара на жена маж? Може би ќе Како? ми простиш мое пиле. Да, не извини. смеш да се извини. деградираш. Еве вака, има да ми простиш, иначе ќе видиш мое пиле. Не бе, мораш ваки кажеш. Или ќе ми се измениш, или ќе те спржам како пиле. Леле. Не, секој ден ми иде, немам дерман да ти земам. Може. Добро. Викам, што ми правиш? Ти ќе немаш кај да Ќе си викаш немам од кај тебе да бегам. кај да бегам. Е така, е така. Добро. Мислам дења ноќе. Везен ти ми фрлаш иле. Добро. Така. Со мене само се караш, ми се лутиш, мое пиле. Ова супер беше муаветов. Со Иле? Со Иле. Супер беше муаветов што кажа на полно место да си калиопи, не е така едноставна работа. Надвор од целата тема поозбилно. Дали нешто ќе се случеше различно со било кој брак, тоа не можеш така да кажеш, знам, но да Стварно не те беше интересира? калиопи. Да, не, сериозно. Да не беше калиопи, можеше ли било што да биде поинаку од тоа? Ти Имаш што два мислиш? брака за цел, па ја мислам сигурно би било нешто поинаку. Не може да нема товар тоа што е калиопи и Види, не е ни така едноставно вајда да си калиопи. јас во последно време така некои си зема за право да ми симнуваат епитети на дива, а не ми го ни дале. Нити па сум го барала. Јас сум едноставно она која што сум и се трудам се повеќе да бидам своја и до народот. Ја не знам што би било, кога би било и како би било, ама знам дека е онака како што е. Дали се два брака во прашање, дали е 3 развода и 7 веридби, тоа не игра никаква улога. Тоа е живот и само животот може да те скара со себе си или да те размери со себе. Јас, фала му на Бога, мислам дека многу сум среќна и ништо не би сменила од се што било во мојот живот. Добро, лошо не е битно што. Ама, Како вика, секој е лошо за добро е, нели? па да, нели рековме, се што не е добро, завршено, не е завршено. Така да, мислам дека твоето прашање си е на место. Ама ја не знам дали воопшто би требало да одговарам нешто со кое што би се потврдувала себе, затоа што толку многу е мојот живот и мојата кариера изложена пред очите на јавноста, само што јас тоа некако го балансирам, го дозирам повеќе за да не секој и секогаш е спремен да конзумира во количини колку што можеш да дадеш. Баш така, убаво ти е сега. На убаво Многу место ми си. е убаво. Така. Многу ми е убаво. Дури морам да признам дека како времето оди и станувам се позрела и позрела. Мислам дека се повеќе го уживам животот и сваќам што е смислот на живењето.
Баш убаво. Многу ми е кеф. И мене исто. Дојди мамо да се гушнеме. Ајде. Фала ти за цел мовет. Епте си супер, добра гостинка и добра пријателка и така даје, да. Бачи ме тука жаре, молим те. Ова е Калиопи Мелем, да си го набавите и да си уживате во 10 песни со по едно именце, а сега ќе уживате во Мрвица. Да, спотот. Kao mrvica, kao skažen list poslije kiše. Ti me ne vidiš, ti me ne čuješ, sve se briše. Ja više nisam ja, tlo mi se pomjera, pamet spava. Uvijek kad se treba, ode bez pozdrava nekuda. Kao mrvica, kao skažen list, kao sjena. Ko je ovdje fera, ko je ovdje zvijera, ko je žena. Nisam ni sanjala da ću na koljena zbog kapi sreće. Mom srcu malo je, jer ono je najveće. Ma nije ljubav strela, ma nije ljubav kamena ni drag. Sve što ja sam htjela je samo da ti duši pređem prag i da ostanem, s tobom poginem ako zatreba. I da ostanem, s tobom nestanem u dimu pepela. Kao mrvica, kao skažen list, kao zrno. Ti me ne vidiš, a ja vidim sve, sve je crno. Možda kad nestanem, volite prestanem, bit ćeš bolji. Meni su najbolji odavno otišli. Kao mrvica, kao skažen list, kao sjena. Ko je ovdje fera, ko je ovdje zvijera, ko je žena. Nisam ni sanjala da ću na koljena zbog kapi sreće. Mom srcu malo je, jer ono je najveće. Ma nije ljubav strela, ma nije ljubav kamena ni drag. Sve što ja sam htjela je samo da ti duši pređem prag i da ostanem, s tobom poginem ako zatreba. I da ostanem, s tobom nestanem u dimu pepela. Nije ljubav strela, ma nije ljubav kamena ni drag. Sve što ja sam htjela je samo da ti duši pređem prag i da ostanem, s tobom poginem ako zatreba. I da ostanem, s tobom nestanem u dimu pepela. Ево исподас. Абе, добар си е, остај го. До цилу. Дојди да го довршиме. Чек, Охо. да прочитам уште кој прашање ќе ви ги Готови се. Готови сме. Супер. Добра.